По пауза од речиси 4 месеци околу 33.000 нови предмети добија амин за извршување, над 100.000 се обработуваат кај нотарите. Вели за Алфа синдикалецот Маријан Ристевски, кој не ја исклучува можноста дека само за овие 2 дена бројката на блокирани сметки да е трицифрена. Рече ако новата влада не направи ништо за луѓето кои се дојдени до питачки стап, ќе излезат на улица многу помасовно од порано. За овие во рокот овие 2 дена, верувајте, веќе не знам колку број на граѓани се почнаа да се јавуваат. Извршителите повторно настапуваат по старо. Ние чекаме како синдикат, како здруженија да се формира владата и одма веќе со почетокот на работа на новата влада ќе побараме повторно да го актуализираме ова прашање. Па според наши информации, значи само за овој период од 4 месеци додека не функционира извршителите, има нови 30.000. Вчера баш разговаравме со луѓе кои што се упатени во тој бизнис, кажуваат дека уште 100.000 нови предмети чекаат, се заглавени кај нотарите. Извршителите од сега, освен што ќе блокираат сметки на граѓани и фирми, ќе блокираат нови долгови, а ќе се продаваат и запленетите недвижности. Граѓанските здруженија се категорични. Велат владата мора да го стопира извршувањето се додека трае економската криза. Доколку не се пролонгира рокот, ќе повторно ќе ги организираме граѓаните и се надам на една масовна овој пат состојба во еден масовни протести, ќе мора ова да се реши, зашто верувајте, повторно настапуваат, да не кажам нечовечки, луѓето се јавуваат. Ова е значи неиздржливо веќе. Ова мора да се стави крај. Ние ќе побараме конечно да се донесе тој закон за облигационоси и да важи уназад. Каматата е многу голема. Во меѓувреме од комората на извршители се децидни дека никој од нив не побарал одложување на извршувањата. Вела дека иако извршувањето од сметките на граѓаните и фирмите било запрено со владина уредба, сепак целосно не била стопирана пресметката на каматата, што значи дека по завршување на грејс периодот вратениот износ ќе биде поголем. Оттаму пак смируваат дека граѓаните кои изгубиле работа или добиле намалена плата на минималец од 14.500 денари немало да бидат извршувани. Инаку според последните податоци до март биле блокирани на 106.000 сметки, од кои 26.000 биле на правни лица, 80.000 на граѓани.